Најпрв добар ден на сите. Тој се заблагодарам за тоа што се одзовте нашата покана за оваа пресконференција. Денеска ве свикаме по еден убав повод да го споделиме со вас нашето доживување и нашето учество на меѓународниот фестивал Музите во Созопол во соседната Република Бугарија. Значи Музеот од Куманово учествуваше со проектот Ала Франга, од Ала Франга до современа мода, модната ревија, која што беше сочинета од 3 дела. Првиот дел беше прикажана модата Ала Франга, некогашната мода од старото кумановско корзо, во реализација на кустос-етнолог Анита Ѓорѓиевска. Потоа во вториот дел од ревијата беше прикажан накид од Филип Митевски. Она што е интересно е дека накидот е рачно изработуван. И третиот дел, како составен дел од самиот почеток на овој проект, е нашиот моден дизајнер од Куманово, господинот Александар Рашковиќ, кој што инспириран од некогашната Ала Франга и од старото кумановско корзо се представи со модели од современата мода. Која што целта на самиот овој проект беше инспирацијата да ја црпеме токму од етнологијата, па така тоа инспириран од некогашната Ала Франга се представи со своите прекрасни модели. Оваа година, она што е интересно, беше 10-тиот јубиларен фестивал Музите во Созопол. Ние бевме дел од прослава на нивниот роденден, на 10 годишнината од постоење на овој фестивал. Инаку овој фестивал е меѓународен. На него учество оваа година зедоа 24 држави од целиот свет. Ние, Кумановскиот музеј, бевме единствените кои што ја представивме Македонија таму. Не само што ја представивме, туку ги собравме и сите престижни награди на самиот фестивал. Го земавме првото место во категоријата на нестандардни форми, а потоа ја зедовме и специјалната награда за самиот проект Ала Франга, за кој што верувајте дека навистина беа воодушевени сите. Се работи за жива материја, се работи за манекени и беше прекрасно. Отворањето на овој фестивал го направи госпоѓа Маргарита Попова, вице-премиерката на Република Бугарија, која што навистина беше презадоволна од она што таму се случуваше. Така да со пехарите, медалите, дипломите се вративме во Македонија и се надевам дека во најдобро светло ја представивме Република Македонија, а покрај тоа, она што навистина ми е голема чест и задоволство, го представивме нашето Куманово. Кумановскиот музеј беше тој кој што не представи на овој меѓународен фестивал.